Почитуван заменик министер, додиме поред. Кажавте 1, 2, 3, 4, 6 работи. Првата работа дека инфлацијата е од еврозоната, одма да се разбереме, со вас мислам дека можам, а тоа е дека инфлацијата во Република Македонија започна средина и втора половина на месец август 2021 година, а инфлацијата во еврозоната започна нешто над 40 дена покасно. Што значи дека прво не е увезена инфлацијата, туку е резултат на домашно незнање, неспособност и лоши економски политики на уште по-лош економски тим. И тука се разбереме. Второ, самата Народна банка и самите вие велите дека околу 40% е домашна инфлација, а околу 60% е увезена инфлација. И јас тоа го зборувам. Не е исто дали ќе имате 4 и 10% инфлација или дали ќе имате 6 и 10% инфлација. Понатаму, кога зборувам дека инфлацијата нема да биде 7% како што вие овдека ја убедувате јавноста, како влада зборувам. Ако горивото било 70, со 10% инфлација ќе било 77. Ако маслото било 70, со 10% ќе било 77. Цените отидоа во вселена по 50-60% на основните намирници за живот. Кој е вашиот став? Пред 2 дена влегувам во маркет, обично свинско месо кое што беше 249 денари, сега е 370. И второ, зборам за најефтиното со коска, второ, истото тоа месо, гледаме на телевизија, велат дека ќе оди за 30% горе. Значи, башка овие 380 денари ќе го покачат за 30%, најава имаме 500 денари ќе биде месо. И плюс, велат дека за 30% ќе се намали бројот на вработени. Кој е вашиот став како влада? Дали имате став? 500 денари месо и 30% од вработените во месопредавачката индустрија одат дома. Со кој плати да купиме тоа? Почитувам представник на владата. Понатаму, велите вака, горивата биле затоа што доларот бил 55 денари, затоа што се плаќало во долари, затоа што не знам што се правело. Тоа во СДС на општински. Првото зголемување на горивата ви беше 3,5 денари. Тоа нема врска со доларот. Има врска со тоа што ви требаат многу пари за договорни услуги, за разни трансфери. 3,5 денари имаат ли врска покачување на дизелот со доларот? Немаат. Потоа, дали имавме второ покачување на горивата, на даноците, на акцизите? Имавме. И каква врска има тоа со доларот, објаснете ми? Вие ги качувате даноците на горивата, измислувате зелен фонд и потоа доаѓате овдека викате па тоа дека доларот е таков. Врска тоа со доларот. Има врска со тоа што сте банкрот блус бенд влада. И ќе ви кажам зошто многу пластично. Например, ако во месец ноември кога сте го правеле буџетот, вие предвидувате и викате вака, очекуваме просечна цена на горивата да биде X. И врз основа на таа цена од горивата X, ние треба да прибавиме толку пари по основ на ДДВ и акцизи и потоа дели тие пари ќе ги спределиме онаму каде што треба. Ако тој X ви пукне војна во Украина и цените отидат на плюс 50 или 60% од првичната цена која што вие сте ја проектирале во буџетот, тогаш автоматски се качуваат и акцизите и данокот на веќе покачената цена. И ние ви велиме вака, добро, ако знаеме дека е криза, не сме популисти, ако парите собрани по таа цена која што била просечна за оваа година, ги соберете, ќе ви ги оставиме тие. Ама од тоа што е качена цената, дупло скоро, разликата во ДДВ и во акцизи оставате јаки граѓаните. Нема да имате помалку пари во буџет, бидејќи не сте ги предвиделе. Така? И тоа е така многу просто.
почитуван заменик министер. И затоа започна кога сте банкрот блуз бенд влада. Затоа што сте ги очекувале парите, пута два ви се качуваат, народ страда, имате штрајкови за се и се што и не намалувате ни акцизи ни даноци. По цена да трпите политички притисок, по цена народ леп да нема да јаде, вие не ги намалувате. Па се враќаме на преходната мода дискусија. За тоа што данок на добивка ич пари се во буџет. Нема економска активност во општеството. Рекетирате се живо и диво. И затоа тие веќе не ви доаѓаат странски инвестиции, нема плюс пари и удри на акцизи и ДДВ за горивата. И тоа е таа нечестна и луцидна политика која што ја води владата, државата. Зборувавте за долгот. 4,7 милиарди евра е долгот на сите влади од 1992 до 2017. Така ли е? 4,7 милиарди. За 4 години доовте на 8, нешто милиарди и сега вие зборувате дека до крајот на годината до 8 ќе дојдеме, колега Велковски, смирено. Има, ќе се провери. Понатаму, БДП го намаливте од 4, ако може ред, малце се вознемируваат колегите од... Бруто домашен производ. Сами си предвидувате 4,6% и сами за 30% си го намалувате на 3,2%. И еве за да имате причина повторно да се вознемирите, ја наодговорно тврдам дека нема да биде ни 3,2% растот оваа година. Да ви кажам ни зошто. Затоа што првиот квартал без војна, без инфлација имавме 2,4 раст. И ако сме имале првиот квартал во кој што повеќе од месец и пол немало војна и немало додатна огромна криза и притисок, сте имале 2,4 перформанс, како сега во ек на криза ќе дојдете до 3,2. Односно ви треба сега 4 да имате, за оние 2,4 да ги компензирате, па дојдете на 3,2. И до кога така ќе се манипулираме со бројки, почитувам представник на владата? До кога? Коректно е тоа према народот. Прв квартал 2,4 милиарди. 2,4% раст имате. Кога отворив, сакав да правам пресконференција на 1 април. Салдо 1 април беше 276 милиони евра дефицит. Потоа се намали, имавте некои плаќања. Значи, работава нас не ни е само од Украина и не ни е само од еврозоната. Работава е неспособност и неработење во владата. Пензионерите сте им качили 1000 денари. Секогаш сметам дека таа категорија на граѓани треба да добијат повеќе. Дали 1000 денари моментално ќе ги примат пензионерите со аплаузи или не, ќе видиме на избори. Што мислат пензионерите за вас? А ако прашате во Центарот за комуникации на СДСМ по анкетите, точно ќе знаете што мислат пензионерите за тие 1000 денари и верувате нема да ги спомнувате никогаш повеќе. Обезбедени средства за помош во економијата е вака. Февруари 2021 година се носи 5-ти пакет на мерки. Ние излегуваме и ви велиме, луѓе, ова што го убаво вака што сакате да помогнете на стопанството, ама ова не е предвидено во буџет. Вие излегувате на 20 медиуми дека тоа е предвидено во буџет. Февруари 2022 година носиме закон со кој допрва треба да се исплатат пари од 5-ти пакет на мерки. Така ли е, не ли е така? Така што, реално, помошта која што ја давате на телевизија и во собрание во милиарди, и Светска банка и другите ви кажаа дека вие во милиони. И она која што ми ја навредува и интелигенцијата, а пред се човековото достоинство, како граѓани на оваа држава, е тоа што, ако ги видите, почитуван заменик министер, бројките, ќе видите дека и владата на Косово повеќе помогнала на стопанството и на граѓаните што живеат таму, него и владата на Македонија, која што е 30 и кусур години држава. И тоа е поразително. Тоа е поразително. Затоа, полека со настапите, полека со помошта, бидејќи очигледно, единствено само вие меѓу себе си чувствувате некаква помош од државата, граѓаните ништо не чувствуваат. Благодарам.